Денес во фојето при Домот на културата Иван Мазов Климе се случи промоцијата на доктор Маријан Кицев на неговото најново дело Превенција и репресија за казнените дела против јавниот ред и мир. Еден од говорниците на овој настан, воедно и во улога на наратор, се јави директорот при Градската библиотека Феткин Трајанка Атанасова, а исто така како еден од говорниците беше и професорот на правниот факултет Јустинијан Први во Скопје Александра Дејановска Трендафилова, која што говореше за самото дело, а воедно професор Трендафилова е и еден од рецензентите на ова дело. Во публиката беше и професорот Никола Тупанчевски од правниот факултет, а еве што за неговото дело из овој настан рече авторот доктор Маријан Кицев. Денес во фојето на Домот на културата Иван Мазов Климе присуствуваме на промоцијата на книгата на доктор Маријан Кицев. Само веднаш да објасниме. Јас тоа го кажав веќе еднаш, пак ќе го повторам, ова доктор е академска титула, немате допирни точки со медицината. Доктор на правни науки. А книгата е Превенција и репресија за казнени дела против јавниот ред и мир. Да. Зошто баш оваа тема? Па тоа е еден вид продолжување на мојата магистарска, која што беше под наслов Казнено правно и прекршочни аспекти на кривичните дела против јавниот ред и мир. Ова е продолжение со цел да заокружиме оваа тема и да станам експерт на темава. Ова е фактички резултат, односно ова е мојата докторска дисертација, која што ја преточив во издание. Ја изготвува во изминатите 4,5 години. Доктор по правни науки, работе во Министерството за внатрешни работи. Како инспектор, да, во Министерството за внатрешни работи во криминалистичка полиција. Се ова со криминалистика има нека допирна? Па има, кривичните дела се поврзани со криминалистичката полиција, да. Токму тие дела ние ги работиме, дел од нашето секојдневие се. Сега ова ДР некој врв на оно што вие се имате зацртано во животот или? Здравје, ќе видиме како ќе наводе времето, како ќе да носе, па така ќе се прилагодуваме спрема ситуациите. Сега кажа дека ова е продолжение на првото твое дело на некој начин, односно ова е твојата докторска дисертација. Што мислиш колку може се тоа да биде применето на дел, на терен, во судница? Па од моето истражување произлегува бројни препораки и заклучоци кои што јас ги преточив во овој труд и ги препорачувам на законодавецот доколку ги прифати во иднина да ги имплементира во македонските закони. Мислам дека ќе вродат со многу добар плод. Значи постои голема можност да се имплементираат овие во нашите закони. Постои доколку има политички слух од една страна, од причини што законите се носат во Собранието на Република Македонија, таму е секогаш политиката. Значи треба најнапред да се добие политичка поддршка па да се имплементираат овие работи. Сега јас докторе морам да ме прашам бидејќи ја спомнавте политиката. Обично се вели дека имаме добри квалитетни закони, меѓутоа немаме кој да ги спроведе. Колку има вистини во тоа? Па може да се рече, имаме добри квалитетни закони со европско знаменце, но во суштина на лице место при самото спроведување наидуваме на голем број проблеми кои што исто така се лоцирани и во мојот труд, во вид на заклучоци, како што кажав претходно, се пренесени, па ќе видиме како ќе биде слухот на законодавецот. Дали ќе ги имплементира? Да те прашам. Си пробали да ги имплементираш овде во Кавадарци овие твои дела или допрева ќе пробаш? Се додека не влезат во законските рамки, не може да се имплементираат моите идеи и моите заклучоци. Значи, од кога ќе влезат во законските прописи, тогаш веќе ќе треба да постапува цела Македонија според законот.